Сите имаат 24 часа во денот и сите се талентирани за нешто. Но додека едните колираат, другите тренираат. Ние ги поддржуваме овие вторите. Затоа што сме убедени дека ќе ги донесат наградите во Македонија. Затоа што ќе ги освојат медалите и пехарите од цел свет. Затоа што ќе ја прослават Македонија. Затоа Дете талент. Добре дојдовте во четвртата емисија Дете талент. Денеска ќе снимаме едно дете кој што има повеќе таленти. Се наоѓа во населбата Железара. Токму затоа од овде ја почнуваме нашата емисија Дете талент. Но што е всушност талент или Божја дарба? Тоа е надарено за нешто или предиспозиција дека го бидува за нешто? Дали ќе успее во тоа нешто, зависи од многу работи, но највеќе од тоа колку ќе се посвети. Токму таква е и нашата денешна приказна. Детето што денес ќе ви го представиме се вика Огнен Аревски. Тој има неколку таленти. Од 1,5 година скија, на 2,5 веќе се пушта на познатата стаза Церипашина на шапка, на неполни 3 учи да плива, на 4 прва освоена награда во велосипедизам, на 6 игра шах. Огнен сега има 14 години. Здраво, Огнен. Здраво. Многу дипломи. Со што све се занимаваш? Па, сега во моментов тренирам триатлон. Што е тоа триатлон, да ми објасни на луѓето, па што тоа многу не го знаат луѓе. Триатлон е пливање, возење велосипед и трчање. Возење велосипед и трчање. Димилк знае дека само крвичките што ги галат и негуваат, што се хранат на најдобрите места, слушаат само добра музика, редовно одат на масажа и имаат најубави имиња, даваат повеќе млеко, повеќе богато млеко. Ново витаминско млеко. Идеална комбинација за добро здравје. Прво млеко препорачано од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Далечната 1991 година, компанија Велковски започна со трговија на градежни материјали. Од тогаш, компанија Велковски успешно ја гради својата приказна вршејќи стручен надзор, дизајнирање, инвестирање и изведба на стамбени деловен простор по ваша желба и светски стандарди. Компанија Велковски. Нова Македонија. Прочитај повеќе. Докажана 24 часовна заштита за вашето дете. Киндер Имун на доктор Волц. Побарајте го Киндер Имун во сите подобро снабдени аптеки во Македонија. Увозник и дистрибутер Еврофарм. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија. Виена Иншуранс Груп. Здраво, Огнен. Здраво. Многу дипломи. Со што све се занимаваш? Па, сега во моментов тренирам триатлон. Што е тоа триатлон, да ми објасни на луѓето, па што тоа многу не го знаат луѓе. Триатлон е пливање, возење велосипед и трчање. Како што кажа Огнен, триатлонот е пливање, возење велосипед и трчање. Го измислиле американските маринци во 80-тите години на минатиот век. По слободно време се надпреварувале во пливање, во трчање, бидејќи секој бил подобар во нешто. Се договориле да ги спојат пливањето, возењето велосипед и трчањето во едно и кој ќе победи да биде најдобар. Така настанал триатлонот
спортот кој денес е олимписка дисциплина. Триатлон спортот во Македонија се појави во 1993 година, кога на телевизиските екрани, пратејќи овие Ироспорт каналите, видов дека се одржува светско првенство во триатлон во Шпанија. И веднаш како лице од спортот, како стручњак, како дипломиран тренер по велосипедизам, лесно ми беше да направам една шема на организација на еден промотивен триатлон надпревар и веднаш викнав 5 пливачи, 5 атлетичари, 5 велосипедисти. И на езерото Младовска и Треска го направивме промотивниот триатлон надпревар, каде што прв скокнав во водата јас, за да покажам како тоа и како јас го замислувам и како го видов на телевизија. И веднаш после тоа, под договор со атлетите што ги имав повикано, го направивме тој надпревар и ги добивме првите прваци и неофицијални прваци на Македонија. Има различни категории. Во категоријата која што сум јас се плива 350 метри, се вози велосипед 10 км и се трча 2,5 км. Чека, ако е 350 метри пливање, тоа значи не е во базен, туку на отворено. Не, во езеро. Олимписката норма, колку за гледачите, олимписката норма е 1500 метри пливање, 40 км возење велосипед и 10 км трчање. И сето тоа се негде за 2 часа. 350 метра пливаш и таму те чека велосипедот. Да. Добро, ти си имаш свој или било кој прв ќе го фатиш таму? Како? Не, има секој свој и своја кацига и А и своја кацига? да, свој број. Значи да идентификуваш. велосипедот и кацигата ти стојат, значи испливуваш 350 метра, Да, излагаш. фаќаш колку километри возиш? Возам 10 км. 10 километри. 10 километри и чекајте, меѓу пливањето и меѓу возењето велосипед облекуваш нешто или така по купање пливаш? Не, возиш? само мајца треба да облечеш. А само мајца и по купање. По купање. Добро, и 10 километри возиш Да. и таму има цел докаде и осташ точекот. Не, неколку круга се вози, зависи од патеката, во например, 2 или кругови? 3 круга. Добро. Кога завршиш со точекот, Го фрлаш? Да, не, го ставаш на место каде што е боксот. Така е зборот. Соблагаш кацига и почнеш да трчаш. Мајцата ти стои. Да, со мајца. Значи ти фактички пливаш со патеки. Не, без патеки, Кога ги облекуваш патиките? Ги облекуваш патиките кога излезеш од вода, облекуваш патики, кацига и мајца. взимаш точекот. И мајца. И мајца, и взимаш точек и продолжуваш, пливаш и завршуваш. И кој е прв победник? Да. Така? Од толку многу познати и популарни спортови, Огнен го одбира токму триатлонот. Или можеби спротивно, триатлонот го одбира Огнен. Можеби е и разбирливо ако се знае дека семејството Аревски по неколку месеци е во Дубровник. Пливањето веќе не им е најинтересно. Затоа остатокот од времето го поминуваат возејќи велосипеди, трчајќи, играјќи фудбал, кошарка. И ми текна дека може да ги спои пливањето, велосипедизмот и трчањето, има премногу кондиција и природна и постојано игра и фудбал и кошарка надвор, значи може да игра цел ден. А велосипед и јас и татко ми возиме постојано велосипед како и тој и ни текна дека може да ги спои тие работи. И кога се вративме во Скопје, веднаш го зашлемивме во клуб. Огнен, сосема случајно неговиот татко, познатиот Арчи, го донесе во клубот, вика, слушај, вика, имам ја синче мало, кое што во Дубровник го пробавме таму и тренерите ми рекоа дека е надежен, дека би можел со триатлон да се занимава, да го вземиш да го пробаш. Викам, донеси го детето, ќе видиме. Имаме и можност да тој по цело лето да може да биде на море и да плива. Тогаш ги споивме сите тие три работи, да таму и плива и да вози велосипед и да трчи. Подеднакво трча добро, вози велосипед и плива. Тоа ми дава заправо да констатирам ко стручно лице во овој спорт дека за него перспективите се големи. Бидејќи е релативно млад, тој има само 14 години. Се надпреварува во дисциплината кадети до 16 години и тој во ова конкуренција со момчиња постари и години и пол, две од него, тој ги победува веќе. Исто така многу ме израдува, бидејќи мислев дека тоа е една од најтешките дисциплини спортски и бидејќи и слабичок, бев посебно горд на тој резултат во триатлонот. Последна година стана првак на Македонија во триатлон. Јас го предложив како тренер и како селектор на репрезентацијата, како надежен спортист и тој е прифатен во
списокот на талентирани спортисти во Агенцијата за млади и спорт и оттамо ќе прима стипендија. Тоа во голема мера ќе ни помогне. Овде малку ќе паузираме со триатлонот. Продолжуваме со нешто посмирено. Шах. Друго, шах. Сега шахот спорт ли е, не ли е, ама надпреварни, така? Да. Од кај шахот кај тебе? Од кај таа Шахот е па дедо ми порано игра многу добро шах. Добро. И Ти од него ли научи да играш шах? Па со него многу често игравме кога малку бев, имав 6 години. И кога имав 8 бев на државен надпревар до 8 години и освоив трето место. Браво. Огнен во светот на шахот беше присутен скоро година дена. Се појави како 8 годишно момче, нели своите предиспозиции према шаховската игра веднаш беа приметени од моја страна и од мојот колега. Нормално дека ние моравме да приметиме едно такво интелигентно момче и момче кое што стварно има предиспозиции да биде еден врвен шахиста. Неговиот резултат на државното првенство што го одигра таа година беше солиден, значи го освои третото место. Знаеш да играш шах на слепо. Што е тоа да им објасни на луѓето шах на слепо? На слепо е без фигури, без табла, туку само во мислите ги замислуваш како се фигурите и ги кажеш по линијата. На секоја табла има полиња, на пример букви и бројки. Нивниот степен на концентрација е доста висок, значи он успева во секој момент да знае секоја фигура точно на кој поле се наоѓа. Он успеа релативно брзо, значи за само една година да почне да игра шаховски партии на слепо. Се договоривме да одиграме на партија шах. Тој на слепо, а јас на ококорено. Дуатлон. Ај сега, стој тука. Кажуе сега бројки и букви. Е4. Е4? Е4, еве ти Е4 сум ти. Јас сега ќе ти играм тебе. Ја ќе играм сега, Ја ќе играм D5 па да видиме чија мајка црну вуну преде. Ајде. Зимам со пешак на Би зимаш? Да. Добро, сега ми зема тука, добро. Сега ја со кралицава ќе го збришам твојот пешак и мојата кралица во моментов ти е на D5. Ако се сеќаш. Играм конј на C3. Конј на C3? Да. Конј на C3 идеш овде, а? Добро, конј на C3. Ја идам. Ако идеш ти конј на C3, ја ќе играм. Ја ќе ти дадам шах со E5, со кралица E5 ти дадам шах. Играм ловец на E2. Ловец на E2. Чекај да го најдам кај ти е тоа. Ловец, се браниш, браво. Се браниш со ловец на E2 и сега чекаш ја што ќе нападам. Да, убаво, така убаво што ти текна ова. Туку ја сега чим е таква работа, гледај сега ја што ти правам ситуација. Мојот ловец иде на G4. Значи те напаѓам ловецот, ти го напаѓам. Сега ти полесни малце. И сега овде си ја мислам ти у една безврска ситуација. Пошто јас сум опасен сега со ловец, со ловечки вештини многу располагам. Што правиме сега? Ако го земеш, ја ќе ти го земам кралот, да ти објаснам вака на слепо. F3 пешак. F3 пешак. Види го напаѓа. Види напад. F3 пешак на F3. Оп. Ја идам малце, што би се рекло, ја малце ќе вратам назад, ќе идам ја H5 ловецот го враќам на H5. Ја играм G4 пешак. G4 пешак. Види па ме напаѓа овде G4 пешак. Тоа ми правиш финта. Оп, G4 пешак. Чекај, G4 пешак. Добро. Ја сега треба да бегам назад. Бегам. И ме начека се. Чекај сега. Ја се повлекувам сега на G6 се повлекувам. Финта G6. Да, ова значило финта G6. Ловец финта G6 ти правам. Ајде да те видам сега. Ова значило финта G6. Ај, нема да ми цвиркаш само.
Добро, финта G6 направивме. Ајде, Оги! Што правиме сега? Сега ќе ги растрчам коњове мои, нема да знаеш кај се наоѓаш. Ајде. Ајде. Шо? Играм конј на H3. Конј на H3, овој другиот конј сега го употребуваш. Конј на H3. Добро, сега ја некој мој конј да употребам, пошто конј ја да употребам, што ќе употребиш? Аха. Чекај. Добро, чекај ја да размислам што ќе правам. Еве, слушај, чекај, стој, не диши, чекај се. Ја идам со пешак на F5. Пешак F5. Јас зимам. Пешакот го зимаш? Да, со мојот пешак од Г... Не, мојот пешак од G4? Од G4 го зимам. Добро, ти ова го зимаш. Јас тогаш ја ќе земам со мојот пијун. Чекај, мора да размислам дали да биде пијунот или не. Чекај, малце секунде жити мајка. Ја сега со мојот ловец идам на F5 и ти го зимам тој пијунот. 2-2 сме у пијуни, само ти кажам. Не се цепи, ситуацијата ти е мрачна. Ако си со бели фигури, за нигде ти е ситуацијата. Ај сега. Да ти сметам што зборам? Не. Обично ќутат гледам на шах, ама тие помалку знаат од мене, ја можем и да зборам и да играм, разбираш? Играм пешак на D3. Чекај, многу пешаци треба да ти ги земам, многу пешаци ме буниш. Пешак на D3 идеш овде. Да. Финта ми го ослободуваш овој. На крај, мене ми текна да си ги скратиме маките со едно реми и така да се спасиме двајцата. Инаку, Огнен се откажал од шахот после еден неочекуван и според него тежок пораз. Често пати кај децата се случува да поразот негативно влијае врз нивната желба да продолжат со одреден спорт. Посебно тоа важи за индивидуалните спортови, затоа што тоа го доживуваат многу лично и едноставно не сакат да губат, посебно кога се работи за деца до 8 или 9 годишна возраст. Можеби кај него влијаеше тој пораз да престане да доаѓа да тренира шах. Огнен кратко тренирал и карате и за тој краток период бил многу успешен, но не му се видело многу интересно и динамично. Подинамично било играњето пинг-понг. Тој може да прави многу добри резултати, бидејќи има предиспозиции за нарочито за овој спорт, бидејќи се бара претност, брзина, окретност и има добра техника, тоа е многу важно. Има некои елементи кои треба да ги поправиме, а тоа се уште во мала возраст, треба да се коригира уште некои работи и мислам дека ако продолжи да работи, ова му е последна година како пионер, може да постигне добри резултати и на државното првенство. Интересно е што тој најголемите успеси ги постигнува кога ќе ме победи мене. Со татко му се уште не може, ама времето работи за него. На почетокот го сватив тоа дека он кој ќе ме победува, на почетокот му попуштав само за да добие он само доверба. Меѓутоа колку што напредуваше се повеќе и повеќе, тоа што играше и со противници, со татко ми, со него и со други, ме почнуваше да ме победува. И кога веќе почна навистина да ме победува мене, тогаш ги постигна најголемите успеси и беше најдобар пинг-понгар на 12 години во Македонија. Со брат ти, што ривалство имате со брат ти? Тој нешто да гледам спорт, нешто, тој точаци надвор. Секогаш и со него вежбам. Например, доколку преднатпред го победам него, некако едвај. Брат тогаш, да, брат. У кој спорт да го победиш, па да викаш пинг-понг. Брат ти е добар во пинг-понг, добро? Да. И ако го победам него, тогаш оставам добри резултати. Тој за многу кратко период влезе во екипата со другите пионери од нашиот клуб и тие тогаш го своје трето место екипно во Македонија. Тоа е голем успех. Мислам, тој не е сега конкретно поединечен, не е во екипа, ама е дел од екипата која брои 3 члена, а тој беше како тречлен. Исто така сакам да напомнам дека прошлата година на државното првенство за основни училишта во Куманово тој влезе меѓу 8, а како најмал беше еден од подобрите, еден најдобро пласираните, бидејќи по години беше мал. Спортот во нашата фамилија е наследен од татко ми. Татко ми, иако е музичар, мислам дека е многу поголем спортист отколку музичар, а музичар е одличен.
Тој е од него ни е наследена и желбата за спорт, а и за победа уште повеќе. Да, од него е наследена желбата за спорт, но не и за музика. И двајцата си признаваат дека се антиталенти за музика. Се надевам сум му дал добар пример, бидејќи ме гледа дека јас секојдневно возам велосипед, секојдневно играм тенис. Дојдам со нив, играм кошарка, заедно со него отидам на тренинг со велосипеди, одиме на пинг-понг тренинг, заедно одиме на триатлон, заедно одиме на покрај кеј, заедно возиме, заедно трчаме. И кога ме гледа него, мислам дури дека било срам да него прави, кога јас го правам на негови години. Кој е побрз, ти или татко ти? Па, јас зависи со кој точак сум, ако сум за тој што се тркам, јас сум побрз. Останало уште од татко ми кој што не памети кога последен пат, тоест воопшто не загубил во ниту еден спорт. Во што друго може да ти парира татко ти? Може да ме победува во кошарка. Па ќе те победува, гледаш дека он 2 метра, сега ќе те победува. Он не те победува у кошарка. Сега не те тешам, ти кажам. Он те победува у висина. Ти кој ќе излезеш колку него, може само да ти биде публика. Така, тоа немој да мислиш дека те победува кошарка. Друго, у пинг-понг? У пинг-понг уште ме победува. Уште те победува. Да, Еве ти рака што признаш, значи тоа е спортист, брав. Пинг-понг. 8 спорта беа, чекај сега. Пинг-понг, имаш диплома некоја тука, што има у пинг-понг? Имам повеќе, од таа до овде, до третиот Што си у пинг-понг? Прво место таму пише. Што е по аревски дефиниција на спорт? Спорт е надпреварување во кое по правило на крај победуваат аревски. и дека во нашата фамилија зборот ние го немаме во речник на како гемиџи, пошто сме на гемиџиска и како македонци, зборот пораз или зборот не можам или зборот без медал не постојат тие работи. Но Огнен има надпреварувачки дух. Не само во спортот и шахот. Тој се надпреварува и во математика и астрономија. На последниот надпревар по астрономија бил втор во Скопје и четврти во Македонија. Пред да излеземе надвор, јас му ги предадов подароците од нашите соработници. Кеса со убави подароци од Бимил, квалитетни слушалки од Sony, патничко осигурување од Осигурување Македонија, ранет за патување од Пакомак, пакетче со здрава храна од Виталија и статуетка Дете талент. Отидовме и до училиштето. Таму на еден огромен зид имаше многу дипломи од сите ученици. Делот со дипломите на Огнен беше значаен. Со гордост ми ги покажуваше. Во дворот пак поигравме малку пинг-понг. Беа убедени дека ќе ме победат, но забораваа дека Ивце Пивце е тежок противник секаде каде што има седење, стоење и лежење, или поточно шах, пинг-понг и пливање. Да не испадне дека не им е точна дефиницијата за тоа кој кого победува, ја речам дека одигравме реми. Сметам секогаш дека треба да има
некој движечка сила која што ќе влече, а уште повеќе што сметам дека спортот е токму таа која е можеби една од најважните, која што доведува практично да можат и умствено да се развиват, што син ми е токму што уште повеќе сум горд, што не само што е во спортот, туку е и во шахот, во математика, во астрономија, во географија и е скрош одличен ученик, и од градоначалникот вели дека е еден од најдобрите досега во нашата општина, што е посебно за мене како родител убаво. По сите овие разговори, неспорно е дека Огнен има надареност или талент за неколку спортови. Поточно кажано, тој има талент на борец и надпреварувач. Најбитно кај него е желбата за победа. Значи, он ја има таа желба за победа, или сака да гризе, сака да се надпреварува. Проблем со децата, нели, кои што без разлика на нивниот талент, доколку ја нема таа желба за победа, доколку нели не сака да успее во шаховската партија, тоа е главниот проблем што не постигнуваат резултати. Кај него напротив, желбата за победа баш е на супер високо ниво и заради тој постигнува он објективно и такви добри резултати во другите спортови. Се гледа дека е сестран спортист, располага со почетни техники во повеќе спортови, и ако е упорен, ако работи, може да биде добар спортист. Он е едно од децата кои сакат се да спортуваат. Тој знам дека се занимава со триатлон, знам дека игра кошарка и покрај пинг-понгот, значи сака повеќе спортови. Тие деца се сестрани и сакат сите спортови со сите спортови се занимаваат. Тука ли сте? Димилк знае дека само крабичките што ги галат и негуваат, што се хранат на најдобрите места, слушаат само добра музика, редовно одат на масажа и имаат најубави имиња, даваат повеќе млеко, повеќе богато млеко. Ново витаминско млеко. Идеална комбинација за добро здравје. Прво млеко препорачано од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Далечната 1991 година, компанија Велковски започна со трговија на градежни материјали. Од тогаш, компанија Велковски успешно ја гради својата приказна вршејќи стручен надзор, дизајнирање, инвестирање и изведба на стамбени деловен простор по ваша желба и светски стандарди. Компанија Велковски. Нова Македонија. Прочитај повеќе. Докажана 24-часовна заштита за вашето дете. Киндер Имун на доктор Волц. Побарајте го Киндер Имун во сите подобро снабдени аптеки во Македонија. Увозник и дистрибутер Eurofarm. Сигурноста не доаѓа случајно. Таа е резултат на искуство, традиција и знаење. Сигурноста има ново име. Осигурување Македонија. Виена Insurance Group. Арчи, добро ли е? Не е тука Арчи. Еј, не е тука Арчи. Еј, не е тука Арчи. Добро ли е? Он е едно од децата кои сакат се да спортуваат. Тој знам дека се занимава со триатлон, знам дека игра кошарка и покрај пинг-понгот, значи сака повеќе спортови. Тие деца се сестрани и сакат сите спортови со сите спортови се занимаваат. Но дали може во се да се надпреварува? Дали може паралелно секаде да победува? Одговорот го добивме токму од нашите соговорници, кои се врвни експерти секој во својата област. Мојата прогноза за Огнење, бидејќи тоа е момче кое што е многу талентирано и му лежат повеќе спортови,
и он кај да се појави во овие неколку спортови, ја што знам, шах, пинг-понг, уште некаде, секаде е прв. Кај такви деца, ако им се дозволи таква една фронтална стратегија, да се занимаваат со све што сакаат, тоа повеќе они го прават како дечка игра, ама не им е, пошто се талентирани, не им е тешко меѓу неговите врсници да биде најдобар, и тоа може да оди уште 2 до 3 години, до негде 16-та година, од 17-та година натаму веќе тој врзува. Он е веќе маж, не е више дете, и тука не може да се продолжи. Треба да се определиме после. Дали ќе продолжиме со него да биде сестран спортист и да се занимава од забава и разонода со све, и меѓу другарчињата да биде најдобар, или пак ќе се определиме да правиме од него врхунски спортист. Сакам да кажам дека овој мој период животен сум видел многу такви дечиња. Тие дечиња треба да се усмерат. Можам да кажам дека е стварно штета што не продолжи активно да се занимава со шахот, меѓутоа сепак он доволно добро ги запозна на некој начин тајните на шаховската игра, за да може понатака шахот да му биде само една дополнителна спортска активност која што ќе му овозможи да постигнува и врвни резултати во другите спортови со кои што се занимава. Треба да си одбере еден спорт. Тој спорт да го форсира, затоа што он ако иде на повеќе спортови, децата во овој наш спорт, во пинг-понгот, тие секојдневно тренираат. Он тренажниот процес негов нема да биде успенен само на пинг-понг, ќе биде на повеќе спортови. Тие деца што тренираат само пинг-понг, тие ќе одат побрзо напред. Сакам да кажам дека мора да одбере еден спорт. Он е голем талент, но треба да одбере еден спорт за да може да направи успех во тој спорт. Најважно ми е било што да реши. Сакам само да биде среќен, што е најтешко, дека биде среќен и ако е среќен тогаш ќе има и здравје, и љубов, и пари. Дека е такво дете кој сака се да проба, мислам дека најдобро ќе се покаже во триатлонот, бидејќи се 3 спорта во еден поврзани. И мислам дека таму ќе направи најдобро тоа. За 6 години тој веќе ќе може да брка олимписка норма. За 6 години Огнен ќе има 20. Тоа е веќе 2019 година, а наредната 2020 Олимписките игри ќе се одржат во Токио. Да се надеваме дека од земјата на изгреј сонцето ќе блесне златен медал наградите на Огнен и во душите на сите нас во Македонија и пошироко. Но он е ренесансен човек, значи го интересираат повеќе работи. Како постигнуваш учење, спорт, секаде да постигнеш да бидеш одличен ученик, да бидеш добар спортист? И па имам време за се. Црвенеат очи, денеска од солзи, скршени се срца од тага и болки. Сум најгорд и најсреќен брат, затоа што го имам Огнен. Многу луѓе има познавање од повеќе области, тие се ги нарекуваат универзални незналици, меѓутоа сметам дека Огнен е универзален знајко. Целиот свој живот ви го давам деца, деца, ангели мои, сила мојот глас, деца, богови мои, живот мојот спас, живот мој, биди среќна, а јас давам беса, целиот свој живот, ви го давам деца, деца, ангели мои, сила мојот глас,
Viva